Советот за безбедност и превенција на координативна стреба во општина Струмица. На истата главна тема на разговор е работата на такси возилата, легални и нелегални. Некоординацијата на извршните тела допринесуваат низ градските улици да постојат нелегални такси возила. Од општината се надеваат за брзо надминување на проблемите. Се ги лоцира ингеренциите на институциите, кои понекогаш и погрешно се перцепираат или недоволно јасно се перцепираат. Значи, Советот во овој момент беа присутни високи представници од секторот за внатрешни работи, инспекцијските служби општински, представници од здруженијата кои што пројавуваат интерес во одредена проблематика, и тука со една дискусија се лоцираат одредени ингеренции кои што сите тие институции ги имаат и до кој степен можат тие да помогнат, а кои проблеми би требало да ги трансферираме до повисоките нивоа на власт. На координативниот состанок беа и такси возачите од Сдруженијето Струмица такси. Од општинските власти очекуваат да се одговори на нивните барања со цел нормално функционирање на такси возачите. Конкретно ние реагиравме за автотакси стојалиштата кои законски нам ни припаѓаат, кои се уште не се обележени и кои се узурпирани од приватни возила, и проблемот со дивите автотакси превозници. Исто така поднесовме барање да ви известам за промена на цената на автотакси превозот во општина Струмица. Советот ќе заседава на 28 април. Ние поднесовме барање, значи цената од сегашната 50 денари до 2 километри да се покачи на 60 денари до 2 километри, која е и фактичка цена во општината. Сите знаеме дека 60 денари се наплаќа секаде. На тој начин ќе можеме само да ја легализираме и да можеме и да возиме по таксиметр. Околу 200 легални возила има во општина Струмица, а се претпоставува дека уште толку се нелегални.